Вторник, 28 октомври, кратки вести во 12 часот. Речиси 2 недели водостојот на Охридското езеро е на идентична кота 693,14 метри надморска височина, што е за 17 сантиметри под просекот за октомври и само 4 сантиметри над минимално дозволената. Покрај тоа, од препознатливиот символ на градот Охрид билјанините извори и понатаму не истекува вода, а ваквата состојба трае веќе 2 месеци. Во Струга треба да приврши реконструкцијата на објектот познат како дрвениот мост, преку кој се врши регулација на истекот на водите од Охридското езеро во реката Црндрим. Најавено е дека ќе следи изготвување основен проект за автоматска контрола на испустот и далечинско управување со нивото на Охридското езеро и реката Црндрим, со цел да се обезбеди поефикасна и еколошки оддржлива регулација. Охридскиот професор доктор Анис Сефиданис гостуваше на италијанската научна и технолошка ТВ програма FVG Tech со дигиталниот експерт Габриеле Гобо. Разговараа за подемот на интелигентните автономни роботи и нивното влијание врз општеството. Професор Сефиданис го опиша преминот од претходно програмирани индустријски машини кон паметни роботи опремени со вештачка интелигенција која чувствуваат својата околина, действуваат автономно и се ангажираат социјално. Покрај тоа беше промовиран и еден од широко опфатените проекти на професорот Сефиданис, хуманоидниот робот Алшар, кој го анализира расположението на публиката во реално време. 2 златни и 2 бронзени медали освоија теквондистите од Охридскиот клуб Хваран Китаф на меѓународниот надпревар Дубровник Open 2025 во Хрватска. На турнирот настапија над 700 надпреварувачи од 9 европски земји. Боите на Охридскиот клуб под водство на Христијана Парулеска ги бранеа 5 млади надпреварувачки кои се надпреваруваа во дисциплината форми и покрај силната конкуренција тие постигнаа одличен успех. Времето денес променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, дува слаб до умерен југозападен ветер, максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.